И покрај лошите патишта, црната статистика за загинати во сообраќајни несреќи во Источна Македонија, но и казните кои ги плаќаат возачите и понатаму се вози пребрзо на патиштата. Црната статистика покажува дека за неполни 9 месеци има 18 жртви во сообраќајни несреќи. На 246 возачи им се брзало многу без да внимаваат на пропишаната брзина, без разлика дали се во населено место или на патиштата, покажа Републичката акцијска контрола на возачи кои превуваат возила со брзина поголема од пропишаната и контрола на возачи кои вршат непрописно пристигнување, информираше на денешната пресконференција портпаролот на СВР Штип Гордана Панајотова. Таа забележува дека при контролата 141 возач брзо возеле во населено место, додека 105 возачи на регионалните и магистралните патишта своите возила ги управувале со брзина поголема од пропишаната. Преземени се вкупно 246 мерки по горе наведениот прекршок, при што издадени се 191 мандатен платен налог за наплата на глоба и 51 возач писмено се опоменати, додека 28 возачи извршиле непрописно престигнување за кои преземени се ист број на мерки. Панајотова истакна дека СВР Штип апелира до сите возачи дека и понатаму на патиштата ќе имаат зајакнати контроли за откривање и спречување на прекршоците кои ги прават возачите. Токму управување на возилата со брзина поголема од дозволената е една од најчестите причини за сообраќајни несреќи со потешки последици, а исто така ја загрозуваат и безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Во Источна Македонија, во изминатите 9 месеци, црната статистика говори дека во тешки сообраќајни несреќи загина 18 лица. Со европски пари Македонска каменица ќе набави киноопрема и компјутери за новиот дом на култура. Денес се одбележува Светскиот ден за подигањето на свесноста за растот на дечињата. Со овој синдром во државата живеат помалку од 100 деца, од кои едно во Штип. Сдруженијето Сплотени срца денес им даде целосна поддршка. Целосна поддршка на семејствата кои имаат деца со џуџест раст на меѓународниот ден за подигање на свеста за оваа група на граѓани, понуди Штипското сдружение Сплотени срца. И овие деца, како и децата со посебни потреби, се оставени на милост и немилост од државата, но и од правниот систем. Со овој синдром во државата живеат помалку од 100 деца, од кои и едно во Штип. Растењето на децата и децата со џуџест раст исто така им треба да бидат згрижени од оваа земја. Значи, тие имаат свој бавање што досега не се ги оствариле. И еве овој ден, како и другите денови за лица со посебни потреби во различни категории, ќе дојде и ќе помене, меѓутоа проблемите си остануваат. Мијалков уште еднаш јавно упати повик до сите граѓани, кандидати за градоначалници и советници, да присуствуваат на трибината што треба да се одржи на 23 овој месец. Според него, само на овој начин, релевантните структури може одблизу да се запознаат со проблемите со кои родителите секојдневно се соочуваат. Значи, овие трибини ќе ги направиме и во сите останати градови во Македонија, така што идните кандидати за градоначалници и советнички листи ќе мора конечно и на локално ниво да се направи нешто за лицата со посебни потреби. Во моментот државата располага со соодветната терапија, која целосно е покриена од Фондот за здравство. Максимални резултати од лекувањето се постигнуваат кога дијагнозата ќе се постави навремено и кога соодветно ќе се започне со неопходната терапија. Следна тема во вестите – младите и вработувањето. Младинскиот културен центар од Битола денес во Штип реализираше работилница за младинската невработеност. Акцент се стави на активните мерки за вработување и борбата против белата чума. Активно учество во младинската платформа за вработување зеде и директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски. Диалог за младинска невработеност е дел од активните мерки на регионалната платформа за социјална вклученост на младите и нивно вработување, а реализира Младинскиот културен центар од Битола, вклучени се 7 балкански земји.
денес во Штип работилница на тема вработување на младите, каде се даде акцент на активните мерки за вработување на младите. Има огромен одлив на млад стручен кадар. Значи мобилноста, ако ја гледаме така, мобилноста на младите од една страна е пожелна. Доколку се собере некој искуство надвор и потоа се вратат дома да го применат тоа искуство. Меѓутоа не станува збор тука за таква мобилност, тука станува збор за иселување на младите. Сега, овие активни мерки се насочени кон сите, не само кон лицата со високо образование, туку кон сите млади невработени лица, бидејќи голем дел од нив имаат и само средно образование и се долгорочно невработени. Меѓутоа, главната поента е промоцијата на овие мерки. Овие мерки може да се видат и како можност младите да останат во земјата. Значи да не ја бараат среќата надвор, туку да се вклучат во една програма и на некој среден рок од 3 до 5 години да ја осигураат својата економска еднина тука во местото каде што живеат. Државата треба да ги поттикне младите да не излегуваат надвор. Треба преку активните мерки тие да си најдат шанса за вработување, а се нудат низ програмите. Дефинитивно треба да се грижи не преку загарантирано вработување во јавната администрација, туку во поттик да отвора собствен бизнис, односно вклучување нивно во приватниот сектор. Сега има најава за ревидирање на овој оперативен план, каде што ќе се нудат до 10.000 евра неповратни средства за млади невработени кои би почнале собствен бизнис. Значи тука е шансата. Денешната работилница за младинско вработување беше и директорот на Агенцијата за спорт и млади. Агенцијата за млади и спорт конкретно ке зборам за мојата институција, била многу повеќе агенција за спорт, а многу помалку агенција скороиш агенција за млади. Таа перцепција секојдневно ја менуваме, каде што разговараме, дебатираме, креираме на некој начин мерки кои што ќе го подобрат младинскиот стандард. Младинската гаранција е впрочем нешто што го најавувавме со месеци и претходно во текот на изборниот циклус во 2016 година, веќе стартува од овој месец заедно со Министерството за труд и социјална политика, потоа Агенцијата за вработување, Агенцијата за млади и спорт, приватниот сектор, универзитетите ќе направиме концепт кој што ќе има за цел да на некој начин на младите да им се овозможи вработување, пракса, тренинг и доедукација. Во иднина ќе се активираат сите можни алатки од активните мерки со што младите ќе можат полесно да дојдат до работа. Стартап бизнисите, живите библиотеки, живите бизнис библиотеки, потоа студентската плата, концептот за студентската платежна картица се дел од мерките кои што ќе испроведеме до крајот на 2017 година и во текот на 2018 година. Од нив очекуваме брзи резултати до негде средината на наредната година веќе да имаме конкретни резултати како и што се случува по овие мерки. Она на што државата треба да обрне внимание е борбата против белата чума и да ги ангажира младите да работат во Македонија, но секако и да се зголемат платите кога станува збор за вработувањето. Општина Штип денес му оддаде почит на големиот руски композитор Сергеј Михајлов, кој работел и творил во градот Подисарот. Денес се навршуваат 42 години од неговата смрт. Со изведбата на операта Палјачи, Сергеј Михајлов на нашиот град му овозможи да биде заштитен како град каде што е изведена првата опера. Со положување на свежо цвеќе општина Штип денес му оддаде почит на големиот руски композитор Сергеј Михајлов, кој работел и творел во градот Подисарот. Денес се навршуваат точно 42 години од неговата смрт. Штип е познат по својата музикалност, а тоа се должи токму на овој човек, кој со поставување на операта Палјачи на нашиот град му овозможи да биде запаметен како град каде што е изведена првата опера. Штип е познат како град на музиката и денес имаме врвни настани од областа на музиката кои се последица на дејство од минатото. Нашиот фестивал за забавна музика Макфест е многу значаен кој допринесува во развојот на македонската забавна музика. Мора да кажам дека имаме нижо музичко училиште, имаме средно музичко училиште, имаме факултет за музичка уметност. А сето тоа почнува да се развива, да датира некаде во 1920 година, кога овде доаѓа после Октомвриската револуција Сергеј Михајлов, еден од најпознатите музичари и композитори од тогашна царска Русија. Сергеј Михајлов во Штип живеел и творел 55 години и се што имал, имотот и нотните записи кои се наоѓаат во Штипскиот архив ги оставил на градот. Таквите личности
И таквите големини кои биле во нашиот град, кои се вложувале во нашиот град, кои допринесе нашиот град, ги заслужуваат сите пиетет и уважување. Како наставник по музичко образование, математика и француски јазик, Сергеј Михајлов во Штип доаѓа во далечната 1925 година. Во 40-тите години заминува во Прилеп, каде што го основа тамошното музичко училиште, а во 1951 година повторно се враќа во Штип. Тој на градот му подарил околу 120 музички ракописи. Само 12 граѓани пријавиле експропријација на земјиштето при изградбата на експресниот пат Штип-Кочани на делот од штипската населба Три Чешми до Карбинци. Оние кои не доставиле формуларите можат да ги пополнат и да ги испратат до јавното претпријатие за државни патишта. Само 12 лица се пријавија на повикот од општина Штип, а кои живеат на подрачјето на локалната самоуправа, за учество во постапката за механизам за жалби и поплаки во текот на изградбата на А3, експресниот пат Штип-Кочани на делницата Штип-Крупиште. Засегнатите граѓани имаат 20 дена рок за пријавување на проблемот, односно на проблеми во врска со нивните имоти или локации, а кои се над трасата или во близина на истата, со пополнување на формулар кој локалната самоуправа во следна постапка ќе го достави до јавното претпријатие за државни патишта. Останатите граѓани кои не се пријавиле или доцна разбрале, можат и понатаму да побараат асистенција од општина Штип, но ние немаме понатаму врска да ги собираме нивните поплаки и жалби, а се разбира за понатамошна реакција ќе ги упатуваме до јавното претпријатие за државни патишта. Македонска каменица со европски пари ќе набави киноопрема и компјутери за новиот дом на култура. Рударската општина доби 50.000 евра грант преку програмата за меѓугранична соработка со Бугарија. Партнер на проектот е бугарската општина Белица. Со европски пари граѓаните на Македонска каменица ќе гледаат кино. Вчера во Бугарија беше потпишан договорот за партнерство помеѓу Белица и Македонска каменица за нов проект под наслов реставрација на објекти од историско и културно значење и заштита на материјални и нематеријални културни наследства во Белица и Македонска каменица во рамките на ИПА програмата за прекогранична соработка. За нашата општина тоа ќе значи набавка за целосна IT опрема во градската библиотека, покрај тоа и она опрема која што беше потребна како IT во новиот културен дом. Вредноста која што ќе биде од овој проект за општина Македонска каменица е приближно 3 милиони денари, средства кои што се целосен грант и кои што се освоени благодарејќи на успешната апликација и на добро подготвената техничка документација со која што аплициравме на овој повик за прекогранична соработка. Во рамките на овој европски проект ќе бидат организирани и неколку работилници на кои ќе се разминуваат искуства меѓу жителите од двете држави, Бугарија и Македонија. Во Белица пак ќе се реконструира домот на културата. Митевски забележува дека задоволството и од бугарска страна е огромно, бидејќи продолжува успешно заедничко партнерство на двете збратимени општини. Оваа рударска општина е еден од лидерите во реализација на проекти со средства од европските фондови. Во тек се подготовките на домашната зимница. Се палат огнови, се печат пиперки, се пржи ајварот. Отпадоците секако треба да се приберат според нормите од комуналниот закон, подсетуваат од Општинската комунална инспекцијска служба. Од традицијата за подготвување на домашна зимница, граѓаните не се откажуваат. Во септември, вообичаено околината започнува да мириса на ајвар. Затоа каде и како со отпадоците од зимница, подсетување од комуналната инспекција. Во овој период од годината знаете дека се подготвуваат зимници, посебно ајварите, бидејќи знаеме дека граѓаните го подготвуваат на самите улици, во дворовите на стамбените згради. Не е забрането да се прави, но отпадот да пазат дека го фрлат. Доколку прават да си го соберат својот отпад и да го фрлат во кантите за отпадоци или во самите контейнери. Повеќето од граѓаните знаат каде треба да заврши отпадот направен од подготовката на ајвар. Ајвар правите ли? Да. Колку кило ќе правите на година? 30 кило. А знаете ли отколку каде го фрлате? Дека треба. Знаеме, у канта. Водата што изцедеме, со цедилка и цедеме, поставиме тоа густото контейнерите и така, знаеме. Ако се одржаваме, ќе не биде чисто. Не го фрламе така по
Земја. Од тамо, од керка, од деца земја по технички, толку не се сува. Апсолутно. Со реќе и континера. Помагаш ли кога се прави? Помагам што да правим. А отпадоците кај ги прават? Отпадоците у кантата. Дека да правим. Сепак за оние кои нема да ги почитуваат комуналните законски норми, казни има. Доколку бидат фатени на лице место, значи да остават така ситуација со неприбран отпад од приготувањето на зимниците, значи ќе следи казна по законот за јавна чистота. Казните се движат од 50 до 200 евро во денарска противвредност. Како и да е, ајвер ке се прави, оние кои ќе го прават во домашни услови, знаат каде треба да завршува отпадот. Оние кои немаат време за подготовка, ќе купуваат готов ајвер. Денес пресконференција на тема субвенции во земјоделството одржа Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Земјоделци, браќа, заборавите на субвенциите. Вашиот труд повеќе не заслужува никакви надоместоци. Приносите, ако не ги надминуваат ланските, повеќе не сметите на субвенции, односно не сметите за поволност која ќе ви даде државата за да си го развивате земјоделието. Ова не се обвинување на ВМРО ДПМН, не само на ВМРО. Секој паметен човек така ќе реагира. Ова се зборови на искусни земјоделци и луѓе кои од земјоделието цел живот го хранат своето семејство. Тоа се зборови, овие зборови што ги кажа завчера пред некој ден, тоа се зборови на замислите на премиерот, човек кој треба да креира политиката на Македонија, посебно во земјоделието. Еве ја и експресната реакција по повод одржаната пресконференција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН на тема укинати субвенции. Во реакцијата на социјалдемократите се вели: почитувани граѓани, ВМРО ДПМН неуспешно се обидува со лажни вести да креира политика и да шири манипулации помеѓу граѓаните. Ниту во владата на Република Македонија, ниту во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство никогаш не била разгледувана опцијата за укинување на субвенциите за земјоделците. Субвенциите се мерка која што е загарантирана со Законот за земјоделство и рурален развој. Развојот на земјоделството и во следниот период ќе биде во фокусот на владата, а преку обезбедување на повеќе пари за земјоделците ќе придонесеме за унапредување на земјоделското производство и крајно на севкупниот економски напредок. Апелираме граѓаните да не подлегнуваат на манипулациите на ВМРО ДПМН. Ова се очајнички обиди ВМРО ДПМН да ги засени успешните проекти на владата предводена од СДСМ поради страф од убедливиот пораст на локалните избори. Свели во реакцијата од Штипската општинска организација на социјалдемократите. И на крајот на вестите следи спорт. Македонската репрезентација во кикбокс ќе настапи на Балканското првенство за јуниори и сениори што ќе се одржи во Црна Гора. На шампионатот ќе настапи и штипјанката Јована Арсова, инаку член на кикбокс клубот Гладиатор. 12 репрезентативци на Македонија ќе настапат на Балканското првенство во кикбокс што ќе се одржи во Република Црна Гора. На овој балкански шампионат во јуниорски и сениорска конкуренција ќе се борат кикбоксери во дисциплините кик лайт, лоу кик и кик лоу. Во составот на нашата селекција се наоѓа штипјанката Јована Арсова од клубот Гладиатор, кој ќе се бори во дисциплината кик лайт во категорија минус 55 килограми. Ова ќе биде нова можност за Јована Арсова да го искаже сиот свој раскошен талент и да ја продолжи успешната низа на настапи како на домашен, така и на меѓународен план. Балканското првенство во кикбокс ќе се одржи во градот Биело Поле во Црна Гора во терминот од 22 до 24 септември. Еде, почитувани гледачи, овде ја заокружуваме вечерашнава информативна емисија на Ирис телевизија. Благодарност за вашето внимание. А во очи на големиот утрешен празник, рождество на Пресвета Богородица, ви посакувам пријатна вечер и нека е за многу години утрешниот убав ден. Довидување.